Македонската економија во 2017 година може да оствари дури повисок економски раст од проектираното 3%, доколку политичката криза добие своја разрешница во декември. Ова во интервју за Гласот на Америка го истакна министерот за финансии Кирил Миновски, говорејќи за економските политики кои ги спроведува владата и нивните ефекти, како влезот на странски инвестиции и отварањето на нови работни места. Предвиден е раст на македонската економија во наредната година, кој што ќе изнесува 3%. Сметаме дека ова се конзервативни прогнози и дека можно е дури растот да биде повисок. Се разбира е еден од факторите кои што ќе влие на економскиот раст покрај економските движења е секако и разрешницата на политичката криза која што трае премногу долго во Република Македонија. Овие прогнози ги базираме пред се на оние движења кои што ги имаме во првите два квартали од оваа година и покрај влијанието на политичката криза и успорувањето на економскиот раст, сепак имаме пораст во вториот квартал од 2016 година кој што изнесува 2,3%. Како што истакнува министерот за финансии, основен приоритет на владата на Република Македонија е потикнување на инвестициите и економскиот раст, што ќе придонесе за зголемување на бројот на вработени и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Министерот посочува дека невработеноста во земјата е сведена на историски најниски 24%, но дека работата на владата не е завршена и ќе продолжи во насока на отварање на нови работни места преку збир на економски политики кои се спроведуваат. За да се отворат нови работни места, неопходни се инвестиции и тука истите и активностите кои што ги спроведуваме, ние како влада можеме да ги класифицираме на активности кои што се фокусирани на привлекување на странски директни инвестиции и на активности кои што се наменети да стимулираат инвестиционата потрошувачка на домашните компании. За домашните инвеститори она што го правиме е стимулативна даночна политика во која што реинвестираната добивка е ослободена од плаќањето на данок, со што имаме за цел да ги стимулираме инвестициите во технологијата, кои што од друга страна значат креирање на нови производи и нови услуги и зголемување на додадената вредност. Прашан за значењето на диаспората за македонската економија, министерот вели дека сите кои ќе одлучат да инвестираат во земјава или да се поврзат со домашни компании добавувачи имаат вин-вин ситуација. Од една страна во земјата влегува странски капитал, технологии и се отвараат нови работни места, а од друга страна оние што ќе инвестираат добиваат одлична бизнис клима, поволна даночна политика и квалитетни производи и услуги од македонските компании.